Понекогаш оној од озгора не става на тест, не за да ни покаже колку сме слаби, туку да ни покаже колку всушност голема сила има во нас. Токму на такви тестови беа ставени нашите учесници, да се подсетиме на нивните приказни. Сите индикации лекарски што покажуваа дека више сериозна болеста. Ни кажа, ни 1% не ни дава дека ќе преживее. Ако преживее, ќе биде инвалид. Еден шок што не би посакал на никој да го доживее. Значи, е тоа прилично страшна работа. За 20 дена у кома ти да убиеш некого и да не се појавиш и да ја прашаш таа мајка дали има да му купи нешто, траво. На последното што му беше рече Филип е во критично состојба, следните 72 часа му се критични по неговиот живот. Човек не сака да покаже слабост, меѓутоа самото од себе си доаѓа. На пример и сега не ми е лесно кога ќе се присетам на тој момент. Јас се сеќавам точно на тој ден дека јас со сопругата бевме на еден излет, да речеме, на друштвена собиранка и она се јави и Јас бев дома и ми се јави мајка ми рече донеси ја книшката на брат здравствено, пошто он си беше на работа. Го чукнала некоја кола, го снимаат, не ми кажуваат ништо, ни бараат нели здравствена легитимација во градска болница. И докторот не викна во ходникот пред интензивната нега да ни каже се какви повреди брат ми има. Па имаше нагмечување на черепот, внатрешно крварење, нагмечување на ребрата, скршеница на рамото, на раката, на нозете. Значи не знам што немаше. Тоа беше у стадиум на многу лош стадиум. Значи сите индикации лекарски што покажуваа дека више сериозна болеста. Само требаше да се потврди да видиме кој стадиум и да се молиме на Бога да не биде тоа метастазирано. И додека кажуваше што све има повреди, мајка ми во тој момент се сложа. Ја изнесоа од просторијата и на последното што му беше рече Филип е во критична состојба, следните 72 часа му се критични по неговиот живот. Катастрофа таа вечер. Тие 20 дена мислам дека да знаат клупа напред градска да збори не само за Филип, за сите таму што си имаат некој свој, колку молитви се накажани, колку солзи нестат. Тие да знаат да зборат клупи си ќе кажа. Секој ден идевме со мајка, од сабајле до вечер. Седиме на скалите пред интензивна нега, мислам не само ние, и други луѓе седат, кога ќе излезе докторот кој каже семејството, се пресекуваш, се надеваш дека не е за брат. Прашавме што може да биде, како е. Се можам дека комотно да кажам благодарејќи на една моја колешка каде што се ангажираше прилично, дојде до еден преглед, се установи тоа што е. Понатаму се убрзаа сите тие постапки што треба за да се дојде до операција, прилично брзо дојде до решение дека треба да се направи операција и тука беше првиот чекор беше завршен. Јас дење ноќе таа се менјавме со неа, еден мораше со него да биде. Значи затоа што не можеше да оди, не можеше да збори, ништо не можеше. Додека го проведевме, го прозборевме. Најтежкиот момент ми беше кога прв пат го изнесов надвор на клупа и кога помина кола и тој скокна од клупата и се качи горе. Па не сакаше да се симнува доле да седи, значи па ни требаше време за да го убедиме. Значи, може би една недела и не сакаше да се симне на клупа доле, значи да искочам, пошто по цел ден бевме таму, за да пушиш нели цигара, кафе, да се напиеш. И како поминуваше кола, он така скокаше на клупата. Значи, кога више дознавате дека надешта успеала, секогаш ќе останува некоја значи контрола ќе мора да се врши на тие 6 месеци, тој стрес пак ќе се преживува вамо таму, меѓутоа далеку е од првобитниот стрес. Средбата со Васка ја закажавме на договореното место. И после мотивирачките пораки, кои си ги разменија, Филип вети дека ќе трча на Скопскиот маратон.
а по само неколку дена и го оствари ветувањето. Тргна по медал, но иако не го освои, за него медалот е доказот дека ако сакаш, можеш. Упорноста и неоткажувањето е клучно. Истрчани точно 21 километар, а неколку дена потоа во турнир во фудбал неговиот тим освоил злато. А помина само една недела од нашата прва средба. Ова момче не знае да запре. А сега е моментот кога и официјално ќе ви посакам добре дојде во VIP на еден ден. Ова е втората епизода, посветена на нашите херои, Васка и Филип. На крајот од оваа епизода ќе ја погледнеме трансформираната Васка, но и изненадувањето кое што и го подготви Филип. Останете до крај. Со оглед на фактот што на Васка ја потребна трансформација, одлучивме Филип да ни биде брза поддршка, кој ќе ни помогне да ги подготвиме сите работи за емисијата, додека Васка го добива својот VIP третман. Одиме сега по ред. Прво се упатуваме во салонот за убави на Плежер. Таму девојките прво ќе направат диагностика на лицето, а од она што може да се заклучи, Васка има флеки кои е возможно да се избелат со соодветни третмани. Изрази желба и да и се средат вејите, а бидејќи третманите бараат време, ја оставив во салонот и одам да ја тестирам брзината на Филип. Значи сега ќе ти дам список. Добро. И имаш 30 секунди. Добро. За тие 30 секунди треба да земеш продукти и за тебе, и за Васка. Значи, се што ќе земеш треба да земеш по две. Добро. 30 секунди, 2 корпи. Може? Може. Ајде видиме. Ја ќе ти мерам. Сега, да биде се регуларно, на Филип морам да му дадам список. Му давам само 30 секунди, затоа што научив дека колку предизвикот за Филип е поголем, толку тој повеќе се труди да го реализира. Не беше лесно. Иако имаше и пречки во својата реализација, ама сепак, коментаторски ке кажам, Филип Мицевски оствари одличен резултат во брзо купување, со некупени само 2 производи. Излегуваме задоволни. А како е Васка? Сакам да им се заблагодарам на вработените овдека во Плежер, направија да се чувствувам навистина убаво. Сите беа љубезни, професионално си ја завршија работата, добив убава масажа на спа столицата, буквално целиот заден дел, убава масажа, релаксација, маникир, педикир и биотату на вегите, што ептен ми се допаѓа супер, им благодарам многу. Значи се си тече според планот, а мојата задача е да им подготвам изненадување. После третманите со Васка треба да завршиме уште 2 работи. Да најдеме нови очила кои ќе се совпаднат со новиот изглед, а на тие очила да ја вратиме убавата блескава насмевка, која сега заради дотрееноста на конструкциите и на пломбите не е така убава. Добар ден, здраво, ние сме при вас. Да одбереме и рамки и да... Здраво. Не може? I don't deny there's some strange evolutionary process going on, but mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that.
За жал, дојдовме до констатација дека Васка речиси воопшто не гледа на едното око. Тоа што порано го нарекувале мрзливо око, се покажало дека всушност комплетно ја изгубило својата функција. Сега се сведува на гледање силуети. Но Васка не охрабри сите, велејќи ни дека е свесна за проблемот и дека гледањето на само едно око не и представува проблем да го гледа светот целосно во сите бои. Операција вели не и препорачале, бидејќи проблемот не би се отстранил, но другото око и покрај диоптријата за блиску одлично ја служи. Рамките одредени, стаклата нарачани, бараме сега насмевка. Повели. Значи, дојдовме овде заради тоа што Васка генерално имаше проблем со насмевката. Не беше толку блескава како што сакаше да биде, нели? Видиме што можевме да сработиме за ова кратко време и да видиме дали сме добиле она што го посакуваше Васка. Може? Кога дојде прв пат Васка во ординацијата, тоа што можеше да се забележи дека има одлична орална хигиена, меѓутоа сабите во фронтот беа со дотраени пломби и една од фасетките на денталниот мост беше малку штетена, што допринесуваше да Васка не се смее колку што сака, што е позитивна личност и сака да се смее многу. И затоа решивме за овој период што го имавме да ги коригираме старите пломби со нови естетски пломби и да се направи корекција на фасетката на денталниот мост, која што беше штетена. Така. И сега да го видиме. Да, сега можам баш да се смеам супер, без да се притиснувам дека ни во изгледат. Колку време ни требаше, за колку време да сработивме се во ова? 2 посети. Чистење забен камен, втората беше со средување на естетскиот дел, санирање на пломбите. Како беше како пациент? Одличен пациент. Да, Што може да се посака. Разликата е очигледна, зарем не? И сега е време за изненадувањето, кое така скришно го подготвував. Изненадувањето се вика картинг трка, ама со позната личност. Ќе ве ставам и вас во дилема, да не знаете за кого станува збор. А еве како се подготвувавме. Тука некаде ќе треба да влезаш ти, значи ние ќе те измаскираме.
окей, ќе влезеш во болидот со секацијата со све и као ние ќе им кажеме ова ќе биде дечкото кој што ќе ви покаже како да возите. Високиот дечко со плава коса. Високиот дечко, не знаеш колку е висок Филип секоја ќе го видиш, Стварно? честникот, да. Немам проблем со висок. Немам проблем со висина. И на крајот ќе треба да им дадеме подароци, тоа е изненадување. Така да на крајот е тоа. Значи тоа е околу договорите. Сега да ми кажеш, заради тоа што пред извесен период, значи можеби неколку години, значи постојано постирате на Facebook и буквално кога треба да се побара помош за некого, меѓутоа одите и активно да помагате. Значи сигурно тоа е оној хуман порив, меѓутоа многумина се побудија зашто го правите тоа јавно. Знаеш како? Многу луѓе не знаат што стварно плюс многу друго сме направили, кај сме донирале. Зашто го правиме јавно? Го правиме јавно онаму каде што веќе допрело до нас јавно. И ние ги прашуваме луѓето дали сакаат тоа да го постираме, бидејќи ако го постираме, сигурно дека ќе се залепат уште некои луѓе за да им помогнат. Некои сакале, некои не келе, ние не го правиме тоа за да добиваме поени, не знам зашто би ни требале поени. Искрено, не знам, не сум кажал нигде, ама онолку кога што сме донирале за овие неколку последни години, сигурно сме можеле да снимеме уште минимум, па да не претерам, ама 5 до 6 спотови у наш фазон кои се со сериозни буџети. Така да воопшто не жалиме за тоа и го продолжуваме тоа да го правиме. Од пред 3 години имаме некој, ајде да кажеме наводници, црн буџет ДНК кој одделуваме и од спонзори и од настапи. И првата прилика која ќе видиме на телевизија или на Facebook, кога има веќе објавено и броеви за луѓето и дека не се сокриени, тоа што ќе не допре или мене или Андре, се договараме еден со друг, ги бараме, често се јавувам во редакциите, ми го даваат бројот и се упатуваме било каде низ територијата на Македонија. Не представува проблем дали ќе биде у Гевгелија или ќе биде у Охрид или ќе биде у Скопје или у некое село. Сме виделе се и се што и само сакам да им кажам на луѓето да го ценат тоа што го имаат, бидејќи да ми веруваат, не виделе у какви не субстандардни услови, него у никакви услови живеат луѓе и дури децата се срекни со тоа што го имаат. А за жал наши имаат премногу и никогаш не се срекни, не име доста, затоа треба и да ги воспитуваат како што треба. Мислам дека дојдовме до тој степен да може да помагам и сакам и сите наши колеги да им бидеме некој поттик кој за жал се уште не сме, ама верувам дека ќе се одрази позитивно. И на крајот ќе заклучам во негов стил. Можеби Панчо не е голем по висина, ама има срце големо колку цел свет. Како беше возењето на картинг и како беше изненадувањето? Супер беше, јас наистина возливо е, да. Јас сум уште возбудена и прв пат ми беше. И нокеска не испиев, знаејќи го искуство и ептен супер, навистина, фала многу. А Панчо? Панчо, не очекував, ја цело време мислам некој од инструкторите таму. И кога на крај се појави Панчо, супер, фала многу, навистина убаво изненадување. Супер. Филип, ти? Така, адреналин пред се многу, уште кога се појави Панчо, јас исто тоа помислев дека е Ром некој што работи таму. Но сепак ме изненади многу, среќата е тоа. Добро, до сега дали сте биле на манастирот Острак? Не. Не? Честки ми биде задоволство да посетите. Заедно, значи можете да се заедно организирате, заедно, да. Ваша задача е да ни испратите фотографии од таму. Добро. И тоа е едно прекрасно место, барем така викаат оние кои што нели го посетиле до сега, кај што да, ќе осетите и целата позитивна енергија. Да. И ќе се дружиме и ќе прошетаме да видиме. Добро, останува уште неколку работи да завршиме денеска и после да ви ја видиме новата Васка и да видиме што изненадувањето подготвил Филип. Специјално е тоа. Специјално. Да. Тоа е чекам. Нашите учесници вербата во Бога никогаш не ги напуштила, па сега ќе можат да заменат и на едно место со исцелителна моќ – манастирот Острог во Црна Гора. И после целата возбуда, одиме да одбереме облека и нестрпливи сме да ги слушнеме советите од Викторија. А дали знаете каде го испративме Филип? Прво би сакала да направиме една анализа на Васка, чисто за да видиме што би можела да ја одговараме или тоа да биде како совети за воите. Океј, значи оно што јас го гледам вака на прв поглед, сега како прв печаток, ти ми брати фотографија. Да.
ама се друго е во живо кога ќе ја видиш личноста. Значи она дефинитивно повеќе го гледаме и љубител на панталони. Значи по некој маскулин тип. Може би сако, може би јакна, сака мајчки, може би со принтови или некои поедноставни, како да кажам, кошулки. Меѓутоа јас би предложила да пробаме и тоа, значи да не се ограничуваме, сепак тука ние сме сите заедно собрани да создадеме нешто ново, да креираме некој нов лук, така? Нешто што е поразлично, една друга Васка. И сега е моментот да слушнеме дали Филип запаметил што треба да купи. Нежда ме прати да купам женски мидер и хлахопки мат денска 15. Благодарам. Пријатно. Значи облека и чевли за Васка имаме. Ја праќаме на фризура и шминка, а со Филип имам договорено средба на друга локација. Филип, јас сум пред фарт и те чекам да дојдеш. Ало, Снеже. Земав ја се од Сара Фешан, еве идам на кај фарт. Се гледаме таму. Ајде, чао. Ајде. Иако на Филип не му треба трансформација, новата облека секако ќе му биде добре дојдена, а неговиот урбан стил го пронајдовме во фарт. I don't deny there's some strange evolutionary process going on, but mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that. И пак ќе му направам брзински предизвик. После волку напорен ден, помалку ми изгледаше дека сме во една друга емисија со име Дај побрзај. Се сеќавате? Сега е време за новата Васка и изненадувањето подготвено од Филип. Try to tell you what to do, how to look, smile, act and move. All the rules are made for you to lose. But baby, let me tell you something, girl. For every tear the world makes you cry, hold on to me, I am always on your side. Don't be afraid to spread your wings and fly. Tell them, raise your voice and say it loudly. Show
This is me, and thanks to you, I'm proud. Go on now, tell them. Raise your voice. Променава е. Супер промена. Stand up proudly, tell them. This is me, and thanks to you, I'm proud, I'm proud, I'm proud. Girl, they will try to tell you what to do. Have no fear to come alive in you. Shine your light, go and break the За уште еднаш да запалиме, може? Да думнеме? Вака и официјално да пееме сега тука. Raise your voice and say it loudly. Show them what it means to stand up proudly. Tell them this is me, and thanks to you, I'm proud, I'm proud, I'm proud. Go on. Па еди официјално да испееме затоа што утре е роден ден. Така? Да. Еве, ова ти е првото роденденско изненадување, окей? И ти посакувам од сега натаму само убавени, само стрикни моменти и да останеш секогаш вака насмејано. Добро. И повеќе фустани да носиш. Да. За изненадувањето е задолжен Филип. Така да, ева, верувам дека убави моменти си поминавте заедно и мотивиравте многу луѓе. Многу убаво дружење. Да, Марко, да. Да прашам дали ги исполнивме ние очекувањата? Да. Така? Добро, да испееме сега на Васка. Ајде, 3, 4 да пееме. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Васка. Happy birthday. Извади ги наончари. Ајде, желбата. Одлично. Значи, да, пак, сакаш ти да дуваш сега? Ајде едно ти да дувнеш, може? Може едно ти да дуваш? Ајде. 3, 4 Марко дува. Ајде, дувни. Треперам ко лист на ветрот благ, скриена дури од звезден град. Тука сум со ова мисла, ова пијарино, полна сум од очи кон небо сино. Срцето ми пара во овој час, музика што крие сенца нас. Тука сум со ова... За мене подарок имаш ти? Стварно? И од кај? Ова е малка мала пажња за убавите ми. Фала ви. Ова е од Марко. Лиле, фала ви. Дајте да ме гуштам, ја ово не го не очекувам. Лиле, фала многу. Фала многу. Уау! Дојдете кај тебе. Лиле, мил, фала ви многу. Чима идеја беше ова? На мама? Лиле, фала ви многу. Бабите мора да мислат за се. Фала многу. Фала ви. Секогаш да сте вака среќни. И на свадбата не викате, може? Да. Само нека почека малку, рано е уште. Рано му е уште? Рано му е, нека почека. После волкава возбуда, јас стварно не знам како те отивам емисијата. Дојди, Марко, заедно да ми помогнеш. Дојди вам. Иди ваму со мене. Само да биде вака. Опала. Може вака? Само да им кажеме чао? Само вака да мафнеме во камери да кажеме чао. Мафнеме чао? Кажи чао. Чао. Срцето ми пара во овој час, музика што крие сеца нас. Тука сум со ова
muito pianino, stoppeni voci con nebosino. Ti si pensa što che trae, dolgo, dolgo posle nas, duri nebo neka znaje, koliko ljubim jaz. И на крајот што да ви кажам, освен дека песимистот во секоја дадена можност гледа потешкотија, а оптимистот пак во секоја дадена потешкотија гледа нова можност. Се гледаме во следната епизода на VIP на еден ден. Не очекував ваква трансформација. Значи, ова за мене беше едно изненадување на кое што не можев ниту да му се израдувам. Толку бев запрепастена, затоа што со Васка сме 25-30 години другарки, во вакво издание не сум ја видела. Значи, јас би препорачала да не го менува повеќе стилот. Значи, совршена. Немам зборови. Филип денеска ми изненади како изгледа. Така во негов стил сте го средиле. Дознав дека е на патување, дека ќе оди на патување. Се надевам дека супер ќе си помине таму и не се сомневам. За вашата емисија само пофални зборови, треба да продолжите, да усретите многу луѓе во Македонија, како што и беше и брат ми еден од нив. Си поминав најдобро од што можев да, од што замислував тоа. Најинтересниот дел ми беше денес кога на сред емисија ни се појави Панчо, чувството беше неверојатно. И изненадувањата беа и другите што следа беа супер. Јас сум Васка Костовска и бев дел од емисијата VIP на еден ден. Навистина уживав и беше пред се прекрасно дружење со екипата на VIP на еден ден и стварно се чувствува VIP, почнувајќи од педикири, маникири, во плежар, фризерски салон, VIP салон, убаво и посебно за мене беше пријатно изненадување картингот. Уживав, детето во мене не можеше да издржи, навистина многу се радував на таа прилика и беше изненадување големо. И навистина оваа трансформација многу ми се допадна, нешто што не сум јас навикната, ја полежерно обично се облекувам, ама навистина прекрасно, целокупно се чувствувам навистина посебно и VIP. И да, морам да се заблагодарам на роденденското изненадување, стварно не очекував и фала и на Филип и на сите вас, навистина супер се чувствувам.